Значи, во студиото ми е гостинката што ја најавив, тоа е господја Моника Зајкова, која што на 8-миот конгрес на македонските либерал-демократи е избрана за председател на оваа партија, што ќе ја предводи во наредните битки што ја престојат на партијата. Кога ги читав вашите лични податоци, видов дека возрастно сте на иста возраст со македонскиот устав. А сега ќе треба и вашата партија да партиципира во нешто што се вика отварање на уставот и промени. Кога се нафативте, добро, вие овие години бевте, што се вели, бевте подпредседател на партијата со господинот Милевски, кој што 2015 година беше начело на вашата партија и можевте да го испечете занаетот на една председателка на партијата. Имате ли многу што да прекроите во партијата? Ќе ја проветрите или нешто само малку ќе се сменат работите? Добро утро и ви благодарам за можноста и за поканата пред се. ЛДП има континуитет, постои долго време на политичката сцена. Она што е секогаш, нели, што се случува кога ќе дојде нов лидер е да воспостави првично комуникација со општинските, со базата. Јас за мене тој дел полесен бидејќи бев и подпредседателка на партијата, но и претходно председателка на младината, така што членството добро го познавам. Она што може да се очекува е зацрстување на организационата структура, но и воведување на некои нови облици на действување внатре во рамки на партијата. На овој конгрес го промовиравме и Советот на ЛДП, кој што е составен од истакнати правници, доктори, економисти и кои што ќе треба да бидат повеќе медиумски присутни со цел да ЛДП продуцира ставови на секоја тема и во секоја област која што го засега општественото живење. Дали со тоа што господинот Пенов седна во министерската фотелја, сега ова екипа на ЛДП ќе даде поголем простор на оние ветераните на партијата кои што се практично и менторите, иако во сенка не престанале дел од нив да бидат ментори на партијата? На секој треба да му се заблагодариме за неговиот придонес во партијата. Секој член го дал својот максимум за општествени промени. Јас се заблагодарив за нивната упорност и истрајност во борбата да се шират либералните вредности, бидејќи нималку не е лесно да го правите тоа. Во ЛДП секој го има своето место. Значи, не станува збор за ветерани или нови членови, но секој кој што има прогресивна мисла и смета дека заедно можеме да се бориме за интересите на граѓаните и за државата, секој е добродојден и секој може да го најде своето. Но заради континуитетот и имиджот на партијата, многу е важно исто така да се разбере, да се слушне дека тие луѓе кои што некогаш во еден период беа подзаборавени, дека веќе сигурно овој месецот се го никој не бил подзаборавен. Добро, во јавноста може, но во партијата никој не бил подзаборавен и затоа овој конгрес покажа една слика на сплотена, обедината и силна либерално-демократска партија, чија што единствена мисија се граѓанските и државните интереси. Има една македонска песна, вели, кога се мажеше, што ти се чинеше момче шекерче. Така сега вие кога се нафативте на оваа функција, свесна сте дека овој залог треба мудро и така внимателно да се жвака, да не застане во грло. Свесно го прифатив предизвикот, иако знаев дека нема да биде нималку лесно, одговорноста е огромна и кон државата, и кон граѓаните, и кон партијата, бидејќи по партијата е онаа која што ми давала можности уште од младите денови да се градам и да можам да придонесам нешто во општествените промени. Пред почетокот на конгресот, практично целиот ден бевте во друштво со вашите колеги, европските либерал-демократи кои што дојдоа тука, па да ја дадат сета поддршка на вашето номинирање и застанување на чело на партијата. Тие рекоа дека од македонските либерал-демократи очекуваат партија која што ќе се бори против национализмот, популизмот,
и ќе следи европската агенда. Како точно ја разбравте вие пораката? Може ли да се биде ем патриота, ем да се прават суштински реформи во државата? Апсолутно да. Патриота човек кој што си ја сака државата и секој од нас, верувам, кој што влегол во политиката, влегол затоа што си ја сака државата и сака да допринесе за таа држава да се гради, да се развива и да биде попрогресивна и да ги следи современите глобалните текови. Наша максима од секогаш била Македонија да е пристојно место за живење за секој еден човек, бидејќи либерализмот предпочита и заштита на индивидуалните права, но и слобода на индивидуата да оди во правец во кој што смета дека треба да се движи. И така ја гледам Македонија како држава која е пристојно место за живење за сите, која што има функционална правда, која гарантира еднакви права, која дава можности на своите граѓани тука да творат, тука да се развиваат, а не земја која што е земја на национализам, хомофобија, селективност, нееднаквост, затоа што знаете многу е лесно да ние промовираме популизам. Меѓутоа популизмот на крајот од денот не носи никаков резултат на долг рок. И за мене популизмот е неодговорност. Напротив, патриотизмот е нешто сосема поинакво. Патриотизмот е одговорност и превземање мудри одлуки за да ја движите напред државата. А од друга страна пак тие резови длабоки влијаат на намалување на рейтингот и на партии и на политичари поединечни. Јас мислам дека влегуваме во политика за доброто на државата и граѓаните, а не за личните или партиските рейтинзи. Значи се крчка таа нова политичка парламентарна карта во собранието и сега сосем известно е дека господин Теравари со 8 пратеници што ги има во парламентот ќе станат известност од новата, па и владина коалиција и собраниска коалиција. Дали нешто вас ќе ви се одземе во целата таа комбинаторика како партија? Се она што го говорите го слушаме само од медиумите. Нас се уште како коалиционен партнер не повикале да ни известат кои се идните планови. Добре, вчера и премиерот кажа дека веќе очекувам да не викнат на една средба со коалиционите партнери, таму да ги разговараме токму овие работи кои што вие ги поставувате како прашања. Не очекувам дека ЛДП може нешто да изгуби, а вратите за сите прогресивни личности кои што ќе помогнат оваа земја да оди напред се отворени. Вие ќе речете дека и со еден пратеник ЛДП е важна алка без која што не може владата. Ова е маркетиншки трик или има нешто што ние стварно не го знаеме? Ај така. Јас кажав дека ЛДП ќе прерасне во сериозен политички фактор без кој ниту една влада во иднина не ќе може да се формира. Тоа значи градење на политики кои граѓаните ќе ги препознаат и на кои ќе дадат поддршка и ќе биде клучна да соработува, да коалицира во интерес на граѓаните и во интерес на државата пред се. А нормално кога сте посериозен фактор, нема така лесно да може ниту една власт да крои политики без да ве вклучи во истите. И не случајно напомена во говорот дека без разлика дали ќе бидеме во власта или во опозицијата, ќе бидеме коректив на власта и ќе даваме наше објективно мислење кое што ќе се крои врз основа на она што е во даден момент најдобро за граѓаните. Вашите колеги и сестринските партии од корпусот на либерал-демократи во Европа поприлично имаат влијание во Европската Унија и ме интересира, бидејќи вие сте дел од нив, колку тие нивни лобирања се резултат и на тоа што вие овде гравитирате така како што гравитирате и сте во сојуз со таа европска мрежа на либерал-демократи и каде тоа можеме да го препознаеме во кои делови до сега лобирањето? Либерално-демократската партија е полноправна членка и на АЛДЕ и на Либералната интернационала. Како што знаете, АЛДЕ групата се трета сила во Европскиот парламент и нивните лобирања и тоа како се значајни.
Во рамки на Алијансата на либерали и демократи често се носа резолуции за интегрирање на земјите од Западен Балкан, вклучително и на Македонија. Секогаш се лобирало за нашата земја. Внатре Валде, известувачот кој што дава извештај за напредокот на земјава е токму од Алијансата на либерали и демократи. Господин Чучук, за вас кажа пред Конгресот, вели Зајкова е храбра жена лидерка, ние заедно бевме во Украина и ја видов незината неустрашивост. Поприлично ви е наклонет како колега. Вклучени сме во сите активности на АЛДЕ. Јас благодарам што на покани да бидеме дел од делегацијата која посети Украина, бидејќи сакав лично со своји очи да се уверам што се случува таму, бидејќи кога е војна и ковид пандемијата видовме дека сме соочени со борба со дезинформации и лично сакав да видам што се случува за да има повеќе интегритет на кој што ќе го говорам за случувањата во Украина. Да се вратиме тука во базата на терен, како ќе ги зајакнувате капацитетите, рековте, пошто уште од младинка сте ангажирана и ги знаете луѓето и што, меѓутоа имате некои нови работи или алатки со кои што, да речеме, ќе ја зголемите капацитетноста на партијата од таа што беше до сега? Партијата има своји локални организации, скоро во секој град. Она што треба ти е да се стават во функција. Ќе креираме нова платформа со либерални иницијативи, ќе следи тематски конгрес на кој ќе бидете поканети и каде ќе ја презентираме нашата програма и идните правци на делување. Она што можам да го најавам е само дека нема да има популистичка обемна програма со проекти кои нема да се имплементираат 20 години, но тоа ќе бидат мали иницијативи, мали чекори кои треба да го подобруваат секојдневното живење на граѓаните. Ќе имаме и стратешко планирање во кое што ќе се дефинира на кој начин ќе делуваат општинските организации. Поактивни ќе бидеме на локално ниво преку нашите советници, иницијативи кои што ќе ги доставуваме во советите. Напоменав дека за прв пат е формирано и Советот на ЛДП како статутарно тело, од каде што ќе се продуцираат ставови на секоја тема, на тема правосудство, економија, секој човек во својата област со своја експертиза, со цел да ја пренесеме нашата либерална мисла и граѓаните да не видат и слушнат за што се залагало. Пак ќе спомнам вашите европски колеги либерал-демократите имаат очекувања од вас како партија да создадете една база средина во државата каде што ќе биде доволно на некој начин примамлива за младите генерации кои што сега не бегаат во Европа и во светот да се задржат во државата. Тоа не е лесен чекор. Не е воопшто лесен чекор за да направите големи суштински реформи и во образование и во правосудството. Сега го спомнувам правосудството како главна област, бидејќи ако имате функционална правна држава, доаѓа и економскиот развој и довербата во државата и креирање можности за младите да останат тука. Знаете како мора сите заедно да работиме и да ги поправаме овие нешта. Треба да се ослободиме од теснопартиските интереси и заедно да превземеме одговорност за државата и затоа кажав да работиме без штедење, без никакви тактизирања, но стварно ако ни е интерес да средиме државата, да почнеме да се ја средуваме бидејќи немаме ниту време, ниту генерации повеќе за губење. И да се почне од она што е рак рана, корупцијата. Дојде американската амбасадорка, ги засука ракавите, на непол месец е во Скопје и веќе така почна, она се согласи да биде ветер во грбот на политичките партии да ги идентификуваат сите облици на корупција во своите редови првен и да се ефектуираат во системот на правдата. Моника Зајкова, благодарам, пошто ние се гледаме цело време во собранието. Да напомнам, борбата со корупцијата не е нималку лесна и тука многу зависи колку
улога ќе дадат и правосудните органи, а јас само ќе апелирам да го сочуваат својот интегритет и храбро да се спротивставуваат на се што значи корупција и ќе напоменам дека во ЛДП нема да има место за ниту еден човек кој што смета дека треба на име или на грбот на државата да се обогатува или да прави некакви дејанија со цел да стекне лична корист. Благодарам што дојдовте во студиото на Утрински печат. Ние се гледаме во собрание, бидејќи вие сте пратеничка таму постојано и